Благодарам, председателе, почитуван заменик министер, почитувани колеги пратеници. Денес зборуваме за предлог на закон за изменување на законот за вработувањето и осигурувањето во случај на невработеност. Со овој предлог на закон се уредува платата на давателите на јавни услуги и помошно-техничките лица. Партијата ВМРО ДПМН и коалицијата поднесовме амандман да има не само усогласување со минималната плата, туку да има изголемување за 15% на платата. Тој амандман е одбиен и сакам да ве прашам дали оваа категорија на граѓани не заслужуваат зголемување на платата од 15% и зошто вака селективно се зголемуваат платите. Ке ве потсетам што кажувавте во 2015 година, цитирам: "Зголемување на платите во Република Македонија и нивно усогласување со трошоците за живот е потребно во сите сектори, затоа што сме на дното од Европа со висина на плати и со стандард." Значи, тоа го зборувавте во 2015 година. Во 2015 година имавме инфлација во октомври месец минус 0,5%. Имавме синдикална кошничка од 32.256 денари и нето просечна плата во октомври 22.213 денари. Денес имаме инфлација од 19,8%, имаме синдикална кошничка од 51.514 денари и нето просечна плата во август 31.877 денари. Значи, после овие ветувања ги заборавивте како треба да биде зголемувањето на минималната плата, односно како ветувавте зголемувањето на платите, и сега имаме денес само усогласување, а го одбиват амандманот што го поднесовме ние. Каде сме, значи, денес? Каде сме денес? Според есенските прогнози на Европската комисија, Македонија е со најнисок раст и највисока инфлација во 2022 година меѓу земјите кандидати за Европска унија, како што се Албанија, Црна Гора, Србија. Исто така, прогнозите за 2023 и 2024 година на Европската комисија покажуваат на втор најслаб енергетски раст во 2023 година, а во 2024 година најнизок раст на македонската економија од 2,8% од сите земји во регионот и повторно релативно висока инфлација од 4%. Ниските стапки на раст, задржувањето на високата инфлација, а се очекува и влошување на состојбите на базарот на труд, ова цело време го зборуваше ВМРО ДПМН и предупредувавме дека еден ден ќе дојде до ова, гледајќи како работите со прво енергетскиот систем, затоа што денес повеќе од 30% од електричната енергија е увезена, наместо да изведувате електрична енергија со сопствените ресурси. Вие тука потполно промашивте, сакајќи некој да се богати, односно се збогатија свитата на СДСМ и на ДУИ за 100 човечки животи се збогатија и затоа денес луѓето ќе можат леп да си купат со овие фамозна минимална плата која што вие ја направивте, и денес, за жал, потрошувачката кошничка дојде до 52.000 денари. Се прашувам што ќе купат со тие 18.000 денари на овие со минимална плата. Денес исто, значи, не само Европската комисија, туку денес сме на врвот според индексот на мизерија.
според стапката на инфлација и стапка на невработеност, кои го даваат така наречениот индекс на мизерија во септември, Македонија е втора на листата во Европа. Висока инфлација има и во европските земји, меѓутоа таму стапката на невработеност е многу помала и затоа овие земји се помалку економски и социјално ранливи. Значи, во Република Македонија имаме една беда, социјално страдење, една од најсиромашните земји во Европа и секако една од најкорумпираните земји. На светско ниво земји со највисок индекс на мизерија се Венецуела, Зимбабве, Судан, Либија, Иран, Аргентина и Ангола. И навистина жално македонскиот народ е доведен до оваа ситуација, а денес зборуваме за 15% покачување на платите и вие тој амандман не го прифаќате, значи се работи за 4.000 денари, кај некои за 3.000 денари покачување, за едно такво покачување за 3.000, да речеме, помошно технички лица, категорија ниво 3, ќе добијат некаде покачување близко 3.000 денари и вие овој амандман го одбивате. Жално што се случува во нашава држава, до кој степен е донесена државата, не само во сите сфери на општественото живење. Слушам вчера клинички центар Борчи 7 милиони евра за струја, замислете. Што правеле тие таму? Каде отидоа тие пари од здравството, кој што само донации има примено Република Македонија во евра, во помошни мракавици, аспиратори, екагиња, значи во опрема и во денарски вредности има добиено. Каде отидоа тие пари, јас не можам да разберам. Образованието ми кажуваат немаат скрипти, се уште ноември месец скрипти немаат, да не зборуваме за тие пасоши што сте ги давале. Државата е доведена и македонскиот граѓани навистина е стварно уплашен од вашето владење кое што досега го покажавте. Ви благодарам.